Идеална ситуација во која двете страни некако би ја прифатиле би била ситуација во која Косово би обезбедило апсолутен суверенитет на цела територија, граници, безбедност, несметано движење, а од друга страна српската страна би имала заедница која согласно Косовскиот устав, кој ние американците го спореа, ние европјаните, не би имала законодавна власт, туку би имала дел од извршните функции и тоа мислам дека во еден одреден период косоварите ќе бидат спремни да го прифатат. Не се согласувам баш дека сум толку оптимистички настроен да веруваме дека меѓународната заедница ќе го зголеми притисокот, па може да се финализира со трајно решение, бидејќи од проста причина што досега и сите прифатливо за двете страни, политички Белград и политичка Приштина, бидејќи досега Вучич беше и, како да кажам, гостин во Соединетите Американски држави кај претходникот Доналд Трамп, каде што се веруваше дека со извршениот притисок од Доналд Трамп Србија ќе потклекне и ќе прифати решавање на косовското прашање. Секогаш кога тој ќе се вратеше од меѓународни притисоци од Вашингтон, Брисел и Берлин, да кажам, во Србија, тој се правеше жртва и кажуваше дека и покрај сите притисоци тој одолева и го брани косовското прашање. Фокусот дефинитивно треба да се стави на прашањето на реалната политика. Косово е реалност, Косово е независна земја и колку и да сакаме да ги игнорираме тие факти по прашањето на меѓународно правниот субјективитет кој што го добива од ден на ден со признавањето од страна на голем број земји, ја исправа Србија пред фактот дека таа мора да ја прифати реалноста дека Косово е независно. Дополнително, што во секоја реторика на српските политичари се истакнува дека нема признавање на Косово.